Почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за невропатија, односно оштетување на нервите на периферниот нервен систем, народски познато како оштетување на нервите. Моја гостинка и соговорничка на ова широка, би рекол, тема е професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист невролог од клиниката за неврологија. Професорка, добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден, Александар. Многу ми е драго што денеска сум тука со вас да споделиме некои информации со нашите гледачи. Така, напоменав дека станува збор за доста широка тема која опфаќа повеќе аспекти. На почеток, што се подразбира под невропатија и зошто се важни нервите од периферниот нервен систем? Така. Еве, најнапред да објаснам како всушност се дели нервниот систем. Тој се дели на две големи категории, две големи групи, односно централен нервен систем, тоа е практично мозокот, кој што е сместен во черепот, меѓутоа и ребитниот мозок кој што е сместен во ребетот, и вториот дел е периферниот нервен систем, значи се што излегува од овој мозок и оди кон периферија или кон внатрешните органи представува периферен нервен систем. Значи, што е тука вклучено практично? Тука се вклучени периферните нерви, заедно со нивните корени, потоа тука се сместени и краниалните нерви со нивните јадра, тука припаѓаат дорзалните колумни во склоп на ребитниот мозок, кои што практично ни се одговорни за оној длабок осет, и на крај би ги споменале секако периферните компоненти на автономниот нервен систем. Кога говориме за заболување на периферниот нервен систем, односно полиневропатии, говориме за една огромна група на оштетување на нервите, кои што генерално можеме да ги поделиме во две големи групи. Првата група е циркумскриптните невропатии, каде што всушност припаѓаат она што од кој што многу често страда популацијата. Тука припаѓаат радикулопатиите, кога е, да кажеме, главниот плексус од каде што излегуваат нервите, тука значи припаѓаат и плексопатиите, тука припаѓаат и мононевропатиите, например оштетување на нервите кои што ги инервираат раката, првите 3 прста или последните 2 прста, односно лезија на нервус медианус и на нервус улнарис, додека пак во втората група припаѓаат, да кажам, некои други ентитети, односно состојби, како што се полиневропатиите, тука ќе ја споменеме диабетичната, уремичната и други типови на невропатии. Потоа тука припаѓаат мултиплите мононевропатии, кога имаме оштетување на по еден нерв, меѓутоа со различна дистрибуција на телото и други ентитети. Кога говориме за полиневропатиите, можеме исто така да ги категоризираме во зависност од тоа кој дел од нервот е оштетен. Значи, воколку, бидејќи нели од нервната клетка излегува нервен продолжиток, тој е познат како аксон, може да бидат оштетувањата аксонски и практично имаме клиничка слика, немаме промени во однос на брзината на спроведувањето на нервите, меѓутоа со некои невролошки, неврофизиолошки методи, како што е електромиографијата, можеме да детектираме дека имаме некакво оштетување во однос на рацете и нозете, нели најчесто. Тие нервни продолжитоци имаат и своја обвивка. Така да втората група се демиелинизаторните, каде што практично ќе имаме нарушување на спроводливост и ќе имаме малку потешка клиничка слика, односно потешка клиничка манифестација, бидејќи брзината на спроведувањето на нервите токму ја овозможува таа миелинска обвивка. И нели според градбата може да бидат и интерстицијални, кога оштетувањето е на ниво на интерстициумот. Како ќе препознаеме? Така, да. Тоа ми беше и прашањето, да, како споменавте неколку од тие стотина невропатии, кои се знаци карактеристични или се зависи од симптомот за кој нерв се работи?
Така е, за кој нерв се работи, за дебелината на нервот, дали тој нерв е со миелинска обвивка или не е со миелинска обвивка. Меѓутоа има клиничка слика која што ни укажува дека оштетувањето е на ниво на периферниот нервен систем и така ние како невролози при првиот преглед можеме да процениме во кој правец ќе се насочиме, дали ќе испитуваме на ниво на централен или пак на ниво на периферен нервен систем. Како може да биде манифестиран? Најчесто е манифестиран со сензорен синдром. Што значи тоа? Дека имаме некакви нарушувања на план на осетот. Најчесто манифестирани како намален осет, жарење, жежење, печење, боцкање. Значи различно може да се манифестира, различно ни го опишуваат пациентите, но секако тоа ќе треба и да го објективизираме со нашиот невролошки преглед. Вториот синдром е моторниот, кога веќе имаме страдање во смисла на некаква слабост. Значи, имаме пречки со функционирање на раката, пречки со функционирање на ногата или двете раце и двете нозе, или само првично нозете, па подоцна рацете, воколку не се препозна и диагностицира навреме, пропратено и со други промени. Покрај тоа што ќе има слабост, значи пречки во одењето и функционирањето на рацете, кај пациентот ќе се појава и топење на мускулатурата, односно хипотрофии, подоцна и атрофии, проследено и со трофички промени, кои што укажуваат на нарушување и на автономниот нервен систем. Кожата станува тенка, сјајна, може да настане и губење на влакната, така наречено епилација, може да имаат и атаксични компоненти во склоп на тие вегетативни симптоми, промени во однос на потењето и некои други манифестации. И кај овие пациенти, она што е особено јасно при невролошкиот преглед е тоа што имаат отсуство или намален рефлексен одговор нели на оној преглед што го правиме со невролошкото чеканче. Со чеканчето, така. Професорка, веќе имаме и гледачи на линија, да дадеме предност на нивните прашања и ќе продолжиме понатаму околу кога треба всушност да се побара прва стручна помош при овие симптоми кои како најкарактеристични ги споменавте за невропатиите, но да ги слушнеме прашањата од гледачите. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до лекарката и до вас. Имам едно прашање. Синот мој е 37 години, еве 2 години има проблем, оди во Скопје, се лекува, но нема одредена диагноза. Кажано му е дека е од периферните нерви, има направено електромиографија еве 2-3 пати, не може со носете, има голем проблем, не може кога се уди, и не може да уди убаво, не може ни да движи повеќе, едноставно се мачи детево. Има многу лекарства испијано, не му поминува од ништо, полежа малку на болница, кај доктор Бојан се лекуваше, и тој не утврди ништо, на електромиографијата не излегува ништо, само дека од невропатија се. Што да правиме понатаму? Што треба да се предземе? Фактички детево не може да го живее животот убаво, не функционира, не може да движи. Так. Бидете на линија доколку имате некое подпрашање или веќе ќе да прашам дали во семејството имате, да кажам, вакви некакви нарушувања со одењето по ваша лоза или по лоза на вашиот сопруг? Не, никој немаме. Тој е единствен. Добро. Значи, јас би ве поканила да дојдете на контрола секако или кај доктор Бојан или да кажеме доле во амбуланта или кај мене, не е никаков проблем. Може да ги погледнеме сите анализи кои што се правени до сега. Верувам, значи нели имаме состојби, верувам дека докторот направил се, меѓутоа имаме состојби, некои невропатии кај кои што не можеме да ја најдеме причината и едноставно бара следење на текот на самата болест со цел да поставиме финална диагноза. Може би генетски тестирања, значи сепак ќе треба веројатно малку да се прошири палетата. Да, бидејќи станува збор за стотина невропати, така е, меѓутоа и млад пациент и треба да се земе во предвид дека треба малку по-детално да се испита. Така. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте, повелете. Добар
ден. Добар ден, ве слушам. Поздрав во студиото до вас и до докторката. Имам прашање до докторката и сакам да ја поздравам. Благодарам. Докторка, пред 3 години бев кај вас за истиот проблем сега што ќе ви го изнесам. Од време на време имам пулсирачки болки над дувото од главата до темето. Повеќе се случува од левата страна, имам и од десната. Пациент сум на антикоагуларна терапија и на хипертензија и за остеопороза взимам лекови на 70 годишна возраст. Тогаш направивме снимка на компјутер и видовте дека има инфаркт од поодамна пред снимањето, од десната страна на малиот дел од мозокот. Дали е тоа некој причинител за вакви болки и дали треба повторно некоја контрола да се направи кај вас? Само да ве прашам, често ми се случува, морам да задржам со дланката, да притиснам, знаете, дури ми пулсира под кожата болката. Бидете на линија да ве праша нешто професорката. Само да ве прашам, дали антикоагулантната терапија ја примате заради срцева аритмија? Заради висока аритмија ми е. Така, добро. И второто прашање, дали сум ве упатила на аудиолошко испитување или пак сте дошле со... Не, тогаш не ме упативте, не сум била на аудиолошко, не ме упативте тогаш, и многу трпнење имам во телото. Добро. Ке мора да дојдете, да. 3 години е навистина долг период ако не сме се виделе, така да повелете, нели треба секако да направиме контрола со оглед дека сме имале мало инфарктче кое што поминало, да кажам, без некои знаци. Мене ми било секако тогаш приоритет да видам што се случува со мозокот, бидејќи тука треба многу ургентно да реагираме, но секако ќе направиме пошироки испитувања, повелете дојдете во амбуланта кај мене. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Се јавува ваша редовна гледачка. Поздрав до емисијата, поздрав до докторката. Докторке, од сето она што го имах можност да го слушам од вашето образложение за симптомите кај личностите, значи кај мене скоро сите симптоми што ги набројате ги чувствувам јас. Значи имам направено многу испитувања и на рацете и на нозете, значи на мене конкретно ми е запатен десниот палец, значи потиснат ми е нервот на десниот палец, меѓутоа ми се паѓаат и другите 3 прста, мислам 2 прста до него. На нозете, така? Од многу често поскање и значи затегнување на ногата при текорење, бидејќи јас имам проблеми многу со робесниот мозок, мислам со прошлените, на вратната кичима, значи со дископатија, дискохернија, сето тоа спондилоза. Сега, значи, никогаш не сум во можност да ги отпуштам прстите или да ги стиснам прстите, значи тоа кочење што е. Сега, најважното прашање на кое сакам да ми одговорите, да при голем стрес, значи кога ќе се изнервирам, јас веднаш чувствувам слабост, значи на уринарниот тракт, печење, јако печење на мокрачата. Дали е можно тоа, значи, да биде некоја невропатија на мокрачните канали, значи тоа често ми се случува, зуењето во ушите, губење на видот, замаглено гледање, сето тоа. Благодарам те, Ви благодарам, да. Ќе добиете веднаш одговор на вашето конкретно прашање, но и препораки, совети како да постапите. Секој е добро. Анатомски, нели, и физиолошки, кога сме во услови на стрес. Така. Многу често сме. Често пати имаме, да кажам, системски манифестации, потреба од ургентност при мокрење, препотување, срцебиење и сето тоа е во услови на, да кажеме, условено од состојбата на стрес. Така да, ова што го напомена, нели, да изгуби вид и зуењето во ушите, веројатно има и во тој момент на стрес и промени во однос на крвниот притисок, така да тоа би се решило со терапија која што е за смирување.
зборување или анксиолитична терапија и нема врска со периферниот нервен систем. Споменав нели радикулопатиите, односно дископатиите кои што ги има госпојата, е состојба хронична, која што бара, да кажам, еден континуитет во однос на промени во стилот на живењето. Значи, морам да ви препорачам пешачење, колку што вам ви овозможува, дозволува состојбата, и можнебитно 2 пати во текот на годината да се прави физикална терапија. Која е целта на физикалната терапија? Да ни ја промени постурата, да ги како да кажам, појача тонусот, да ја закне мускулатурата која што ги држи прешленските тела и да се применуваат одредени вежби кои што физиотерапевтот и физијатарот ќе не научи, се со цел да имаме подобар квалитет на живот. Кога има болка, има и лек, тогаш се взимаат нестероидни антиревматици, миорелаксанти, меѓутоа во услови кога немаме болка, тогаш се препорачува физикална терапија и во континуитет научени вежби. Имам интерес и од прашања и од следните гледачи да дадеме предност на нив и ќе продолжиме околу дијагностиката и третманот на најчестите типови на невропатии. Почитувани во програма сте, повелете. Видете, јас сум на возраст од 66 години. Така. Јас, ако не употребувам Ice Power, оваа маст за реума вајде. Јас не можам да се движам фактички, ми се вкочуваат мускулите. Имам кочанатост на мускули, сите зглобови ме болат фактички. Ако се движам, исто така за пола саат движење, јас осеќам многу болки. Јаки болки имам во сите зглобови на прошлените, што мислам. Дали имате некоја дијагноза, сте биле на лекар, дали нешто ви е дијагноз? Да, јас имам идено во Катланово на терапија физикална, меѓутоа имам помош. Дали сте биле на специјалист? Со потопла вода ми се раздвижува мускулатурата. И периодот преку зима, штом ќе дојде зима, јас повеќе осеќам кочанетост. Еве сега, штом се дојде потопли денови, мене ми се пушта колкот. Дали специјалистички преглед? Што да правам фактички јас? Дали на специјалист? Дали да продолжам со оваа терапија што ми е, оти друго решение не би имало, например, возраста. Професорката ве праша дали сте биле на специјалист, дали имате специјалистички наод, извештај, консултација. Ме праќа во Катланово, јас морам сега так да одам. А кој ве праќа? Јас ќе дамувам докторката да ме стави на терапија за бања. Во ред, да, потешко се разбираме, да, очигледно, штом некоја праќа има специјалистички наод. Па, веројатно. Може и за ревматолошко заболување станува збор. Ова најверојатно е артритис, со оглед дека се оплакува на болки во склоповите, меѓутоа и тој артритис треба да се процени каков артритис е. Причинителот да се најде и за тоа. Дали е дегенеративен, дали е ревматоиден, и пристапот во третманот е сосема различен. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете, во програма сте. Сакам да ја поздравам прво докторката и да ја прашам дали се лечи тригминална невралгија. Хирурски некако да се острани, пошто има многу јаки болки во слепочници над окот. Да, веднаш ќе добиете одговор. Ви благодарам за јавувањето, секое добро. Тригеминалната невралгија е најболната состојба што е позната воопшто во медицината, затоа што кога добиваат напади на болка, тие се скоро инвалидизирачки, а може да се провоцираат од секојдневни работи. Зборување, џвакање, пиење на вода, миење на лице, шминкање, бричење кај мажи, ладно. Значи, многу провоцирачки фактори и оваа болка секако првично мора да се истражи дали има причина или е во групата на идиопатските. Не така ретко се случува како причина да е дислокација на темпоромандибуларниот зглоб, кој што може да го исчашиме од џвакање, например, ако загриземе
полоша или потврда крана, може при повреда некоја удар и така натаму, сообраќајна незгода и други фактори. И во тој случај многу лесно ќе ја решиме таа тригеминална невралгија од страна со да кажам една лесно инвазивна метода која што ја применуваат максилофацијалните хирурзи. Секако мора да направиме една голема палета на испитување, вклучително и нуклеарна магнетна резонанца со цел да го видиме дали имаме некакви промени на ниво на јадрото на тригеминалниот нерв, кој што може само да го видиме со магнетна резонанца, бидејќи е во зона на мозочното стебло, каде што со компјутер не се гледа ништо. Може да и крвен сад во причина, значи треба малку детално испитување, но секако додека течат испитувањата пациентот мора да се обезболи. Да. Тука како главни лекови кои што ги даваме се антиепилептични лекови, прегабалин, габапентин со индивидуализирана titraција на дозата на лекот. Контрола следење. Апсолутно контрола од страна на специјалист, затоа што нели да кажам неконтролираното зголемување на лековите, лекот е и лек и може да биде отров. Така да треба стручно да се издозира до ниво, безбедно ниво, да се постигне купирање на болката, се прават комбинации на лекови, се со цел да има нормален ден. Да функционира нормално деноноќе. Да, ќе вклучим уште еден гледач и кон крајот на емисијата повторно ќе дадеме предности на прашањето од гледачите. Почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до докторката и до вас. Ќе ве молам едно прашање до докторката. Повелете. Јас имам 60 години и ми се случи точно пред една недела, во саботата и во неделата, да завршам на неврологија горе. Затоа што кога ноќта се разбудив, да застанам на левата нога, да станам од кревет, нити можев да застанам на левата нога, нити можев да станам од кревет. Имав премногу јаки болки, печење, пржење, не знам, немав осет со раката да си ја пипнам левата нога бутината напред, што никош до сега такво нешто не ми се случило. Се излачи и на неврологија кога отидовме, ме примија многу убаво, морам да ги попалам докторите што беа дежурни и од тогаш јас сум со дискус хернија 5-6 години повеќе. Сум знаела да се укочам да добијам ишиалгија, лумбоишиалгија ми е диагнозата. Меѓутоа, со оглед на тоа што сум и диабетичар, со 8 единици регулиран шекер, се исклучив дека ова е нешто од шекерот. Значи, со раката немав осет на ногата, мислев дека кожата не е моја и токму тоа пржење и печење и болки невидени, значи, и без примена на неврологија добив терапија од докторот што беше дежурен и добив 5 дена да примам и наутро и навечер домашна посета да ме обезболат. Значи со B1, B6, Дексазон примав, ампула Нифлам против болки. Сега, сакам да си ја прашам докторката, добити таблети Нирвакс се викат, првиот ден пиев од 300 мг, вториот 2 на ден, третиот 3 пати по 300 мг. И сега и добив таблета стрес нервен нешто од докторката, исто, а добив и таблета Есол. Сакам да ја прашам докторката зашто точно се работи за таа невропатија, дали е тоа од диабетис, дали е тоа од лумбоишиалгија, затоа што стварно сум исплашена. Неизвештајот не ви е напишано од специјалистот кој ве прегледал викендот или треба дополнителни испитувања? Значи, докторот што ме прегледа и докторката ми гласи диагноза лумбоишиалгија, па ме пратија на неврохирург, па таму примав тродон да се смири болката и сега вчера се јавив на неврологија кај докторката, ми даде да продолжам
жена ми кажа да продолжам со таблетите Нервас и ми даде термин за испитување за хранење на нервните завршетници. Сега не знам тоа како се вика. Електромиографија, веројатно. Да, ЕМГ. Да, докторка, меѓутоа тоа е после месец дена и сега јас не знам како да продолжам. Едни барат мислење од неврохирург, други доктори барат мислење од ортопед. Сакам да ја пашам докторката како да продолжам. Во ред, ќе добиете препораки и одговори на вашите прашања, да секој е добро. Да, овдека е јасна клиничката слика. Диабетичната невропатија се манифестира со жарење, жежење, печење, боцкање, намален осет, понекогаш и намалена моторика во дисталните партии на рацете и на нозете. Така да ова не е манифестацијата во правец на диабетична невропатија, да не се загрижувате, ова не е поврзано со вашиот диабет, а и со 8 единици кој дае инсулин, вие одлично го контролирате диабетот. Втора работа, ова е во склоп на вашата веќе диагностицирана дископатија, односно радикулопатија, која што притиска на еден од корените на излезот на ишијалгичниот нерв, дали е десно, лево, не е битно, како и да е, тоа е лумбоишијалгија. Веројатно, да кажем, подклизнал дискот и направил поголем притисок и на, бидејќи ова е мешан нерв, имаме оштетување и на осетот, кој што кај вас затоа и нозете не ги чувствувала бутината, и на кожата од нозете, на кожата од рацете имаме проекција на одредени дерматоми се нарекуваат, проекција на одредени прешленски зони. Значи и по тоа, по прегледот сам, ние знаеме отприлика на кое ниво е дископатијата. Ова е нешто повисоко, не знам каде ви била дископатијата, ова е веројатно L3, L4, според тоа што го кажавте дека проблемот ви е на ниво на бутината. Секако со електромиографијата ќе видиме колкаво е оштетувањето, зашто сте упатени на неврохирург и ортопед, бидејќи преку нив полесно се прават некои невроимеджинг испитувања, односно нуклеарна магнетна резонанца на лумбосакралниот дел, со цел да се види колкава е таа дископатија, или пак можеби станува збор за веќе пролапс на дискус. Пролапсот на дискус, воколку прави сериозни невролошки испади, е апсолутна индикација за операција. Затоа се направени сите тие испитувања. Да, е дадена терапија за обезболување. Нирваксот ќе ви помогне, посекако тоа е во категорија на антиепилептиците кои што ни помагаат да тие болни синдроми полесно ги надминеме. Така, да се вратиме каде што застанавме, да неколку пати слушнавме ЕМГ. Дали тоа е оној медицински, како се вели, златен стандард при диагностика на невропатија, бидејќи во меѓувреме споменавте и други пософистицирани методи за попрецизно наоѓање на причинителот за таа невропатија. Како диагностицирате всушност? Прво, јас секогаш велам, најбитен е невролошкиот преглед. Детален невролошки преглед, да процениме, да предпоставиме каков тип на оштетување има, на кое ниво е, во кој правец да се насочиме, возраста, фамилиарната анамнеза, затоа што невропатиите можеме да ги поделиме во две групи. Имаме наследни невропатии и имаме стекнати невропатии. Наследните невропатии се невропатии каде што низ, како да кажам, наследниците наследуваат одредени невропатии од своите предци и тоа се пренесува од генерација на генерација, и тука имаме голема група на невропатии, воглавном припаѓаат на групата на ретки заболувања, каде што имаме познат биохемиски дефицит, тука е фамилиарната амилоидна полиневропатија, тука е спиноцеребеларната атаксија, тука спаѓаат леукодистрофиите, невропатиите кај кои што имаме нарушување на метаболизмот на мастите, тука спаѓа порфиријата. Имаме, за жал, и невропатии кај кои што не можеме, кај кои што не постои детектиран биохемиски дефицит. Тука се
повеќе типови на невропатии, најчесто хередитарната сензорна полиневропатија, хередитарната сензорна и автономна полиневропатија, булбоспиналната, а додека пак во другава категорија стекнати се во склоп на некакви заболувања. Кои се тие заболувања? Ги имаме многу. Најчесто се метаболните, тука е диабетичната невропатија, уремичната, да не ја заборавиме, кај пациенти кои што имаат хронично бубрежно страдање. Потоа може да се каренцијални, каде што имаме недостаток на витамини, па затоа кога испитуваме за невропати, навистина голема палета испитуваме. Кои се најчести? Дефицит на B6, дефицит на B12 и кај етиличарите, односно алкохоличарите, може да се јави алкохолната полиневропатија, бидејќи заради алкохолот имаат нарушена ресорбција на ниво на желудникот. Потоа тука се токсичните, најчесто предизвикани од труење од метали, меѓутоа и од лекови. Од лекови најчесто тука се, да кажем, лекови кои што се даваат во правец на лекување на сериозни болести како што е канцерот, односно хемотерапијата. Тука ни припаѓа исто група на инфективни, многу вируси, бактерии знаат да ни направат страшна невропатија. Тука се херпес симплекс, варичела зостер, цитомегаловирус, борелијата како заболување од убот од крлеш, бруцелозата, генерално се искорени од Македонија, меѓутоа имавме една, да кажем, скопски населби кои што беа преполни со пациенти со бруцелоза, одамна беше, тоа може 20 на години има, колку сме возрастни, бидејќи ги знаеме овие состојби. И да не ги заборавиме автоимуните, односно имунопосредуваните, тие ни се многу страшни, особено акутната форма. Зошто страшни? Затоа што се животно загрозувачки и треба многу брзо да ги препознаеме, затоа што за 24 часа може да се смени клиничката слика, пациентот да има пречки со дишење, со голтање. Имаме сега во моментов таков пациент, многу млад пациент, кој што има и друго автоимуно заболување и направи такво акутно оштетување на нервите, вклучително и кранијалните нерви. Значи, и треба брзо да се препозна и брзо да се реагира со терапија. И оваква имаме исто хронична форма, така наречена CADP. Така. Зошто е важно, еве споменавте брзо да се диагностиката за електромиографијата. Значи, покрај клиничката слика користиме алатки. Имаме неврофизиолошки методи кои што многу ни помагаат во диагностика на периферниот нервен систем. Тука се евоцираните потенцијали, односно соматосензорните потенцијали, каде што можеме да процениме на раката или на ногата, тоест на медијанус и на тибиалис, и електромиографијата. Електромиографијата е кралица од неврофизиолошките методи и навистина една субспецијалност која што прво бара многу љубов да се работи, не е стандардизирана, значи многу индивидуално се изработува од пациент на пациент во зависност од упатната диагноза и состојбата. Така е. Така. Професорка, зошто е важно еве кај хроничните, ако ги исклучиме акутните, бидејќи ненадено се случуваат овој пример што го дадовте за последниот пациент, навреме да се препознаат и да се третираат, во спротивно какви компликации може да настанат поради несоодветно препознавање и лекување на невропатиите. Така е. Кај пациентите кои што имаат хронична форма на сензомоторна полиневропатија, имаме богат наод на електромиографијата, веќе знаци за демиелинизација, односно сериозно оштетување на нервите. Секако покрај електромиографијата правиме и други дополнителни како лабораториски, неврофизиолошки и невроимејџинг методи понекогаш. И анамнезата е особено битна, затоа што пациентот ви кажува дека има периоди кога е подобар и периоди кога се влошува.
Пристапот е сосема различен во однос на акутната форма. Кај акутната форма правиме плазмаферези, тие не реагираат на кортикостероидна терапија, интравенски имуноглобулини се даваат, се со цел да го спречиме тој агресивен автореактивен имунитет кој што е насочен кон нашите нерви, а кај хроничната форма одлично реагираат на кортикостероидна терапија и друг тип на имуномодулаторна терапија во колку станува збор за потешка форма на оваков тип на хронична инфламаторна сензомоторна полиневропатија и бара една голема соработка со докторот. Затоа што кога имаме влошување акутно на таа хронична состојба, потребно е давање на терапија, најчесто со хоспитализација, со цел да ги подобриме симптомите и да ја вратиме моториката. Бидејќи тоа се пациенти кои што исто тешко се движат и тешко функционираат со рацете. Функционалноста да ја вратите. Па да. Лек Колку што се може. Колку што се може. Да, за жал низ годините влошуваат. Секоја нова екзацербација на болеста носи поголем инвалидитет, а специјален лек кој што ќе ги излечи нема. Имаме лек само кој што ја контролира состојбата. Така. Професорка, само за крај, можат ли дел од невропатиите да се превенираат? И како тоа да се случи? Секако. На што да внимаваат граѓаните како ваша порака? Кога говориме за наследните, тука не може многу да делуваме. Не може, но може да делуваме, затоа што постои стигматизација. Обично наследниците имаат страв да се тестираат, бидејќи тие се докажуваат најчесто со генетско тестирање, од стигма. Да. Мора да ги мотивираме да се тестираат од причина што имаме лекови за некои, во колку се почне навреме, кога е почетен стадиум, квалитетот на живот и функционалноста можеме дури до 20 години да ја продолжиме. Во спротивно, ако не се лекува на време, болеста земе замав, терапијата е, би кажала, неефикасна. Инвалидитет. Кај стекнатите, диабетичарите, значи мора да одат на редовни контроли кај ендокринолозите со цел да се одржува гликемискиот профил на едно задоволително ниво. Кај пациентите со бубрежна инсуфициенција, исто така, добри контроли од страна на нефролозите. Кај пациенти кои што конзумираат алкохол, и кај нив ќе треба да дадеме, да кажеме, една сугестија да се контролираат кај гастроентерохепатолози и невролози. Црниот дроб да се... Во колку е радикулопатија, секако консултација од мултидисциплинарен тим, првата карика е невролог, понекогаш неврохирург, ортопед и можнебитно физијатар. Така е, затоа што рехабилитацијата е многу клучна за подобрување на општата состојба на овие пациенти. Професорка, како што реков и на почетокот, навистина широка тема, меѓутоа се потрудивме во овие 30 на минути да дадеме корисни информации. Ми беше задоволство што денеска бевте дел од Добриот доктор и ве очекувам повторно да бидете гостин во емисијата. Ви благодарам на поканата, секогаш на моје задоволство ќе сум дел од вашата емисија. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на Добриот доктор, а вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје.